Американците денеска гласаат кој ќе биде идниот председател на Соединетите држави. Сепак тие не гласаат директно за тоа кој кандидат ќе влезе во Белата куќа. Тие само го заокружуваат името на кандидатот што го поддржуваат. Конечниот резултат го утврдува 538 члени од изборен колеж, кој формално го избира председателот на Соединетите држави. Изборниот колеж е воспоставен во 1787 година од авторите на Уставот како компромис меѓу оние што сакаа јавно гласање и оние што сакаа Конгресот да го избере председател. Едно од целите е да се заштитат правата на помалите држави, спречувајќи тие да бидат под доминација од оние со поголема популација. Тоа е причината зашто денес секој од 50 американски држави имаат ист број така наречени електори, како и бројот на членовите на Конгресот. Калифорнија, најнаселената држава, има 55 електори, бидејќи има 20 американски сенатори, како и сите преостанати држави, плюс 53 членови во представничкиот дом од Калифорнија, врз основа на незиното население. Државите со најмала популација има 3 електори, 2 за американските сенатори на државата и 1 за незиниот единствен член на представничкиот дом. Вашингтон ДС е специјален федерален округ, не е држава, а со тоа и нема ниту еден сенатор, ниту застапено за гласање во Конгресот на Соединетите држави. Но со 23-тиот амандман на Уставот, на Колумбија и беа доделени 3 избирачи во избирачкиот колеж. Освен во Мејн и Небраска, кандидатот кој ќе освои повеќе гласови во секоја држава ги добива и гласовите од вкупниот број на електори за таа држава. За да ја освои председателската функција, на кандидатот му е потребна поддршка од просто мнозинство гласови во изборниот колеж. Во моментов тоа значи дека најмалку 270 гласови во изборниот колеж се потребни за да се обезбеди председателската функција. Ако гласањето во изборниот колеж е нерешено, представничкиот дом има право да го избере следниот председател. Тоа се случило само еднаш во историјата на Соединетите држави. Електорите обично се номинирани од страна на една политичка партија или од кандидатот што го има предложено партијата. Тоа значи дека тие и се лојални на партијата, односно на незиниот кандидат за председател. Но не постои федерален закон кој ги обврзува електорите да го одржат своите ветување. Електорот кој го прекршува ветување се нарекува неверен електор. Додека 29 држави и дистриктот Колумбија имаат закони кои ги казнуваат неверните избирачи, преостанатите 21 немаат закони за тоа. Електорскиот систем доведе до контроверзи во минатото, бидејќи е можно кандидатот да победи на национално ниво, но да не собере доволно гласови од изборниот колеж за да освои председателската функција. Тоа е она што се случи во 2000 година, кога републиканскиот кандидат Џорџ Буш го обезбеди потребното мнозинство гласови во изборниот колеж и покрај тоа што доби околу 500.000 помалку гласови на национално ниво од демократскиот кандидат Ал Гор.